nivota na la ilaha illallah se kolku? 4. Znači prvo je da se znaje, da se stekne znanje, da se prihvati i da se veruje дека je visina тоа što se svedoči. После го кажува и го изговара. Го кажува и го изговара, иако никој не дознава за тоа. После си го кажува постојано сам на себе си, дури и да е со пишување. Значи мора да го докажи. Прво кога ќе стекне знаење, ќе верви, после мора да го докажи тој сам првиот. За сам себе си треба да си го докажи тоа верување. Тој шехадет. После дури и да е и со, ако не знае да зборви, што треба да прави? Со пишување. Да докажи, да знае да пишет, мора да го докажи со пишење. После трето ниво, значи кога другите дознаваат за неговиот иман, веќе го гледај дека тој е верник, пошто докажи со уста, докажи тој, сведочит дека ла илаха илlallah Мухаммедур Расулуллах. Што треба бит? После почви да му го објаснит на другите, да му го објавит. Да знаете тие дека тој е. Четвртото е што велит да се придржува кон се што е ова сведо што бара од него. Што бара ова сведоштво од него? Све бара. Што бара? Бара да се оддалечит од ширкот, бара да се оддалечит од куфрот. Бара да му се моли само на Аллах субхану ва таала, молитва да биде само за Аллах субхану ва таала, да се наслони само на Аллах субхану ва таала, да се плаши вистинско плашење само од Аллах субхану ва таала, да кланјат намаз, да дават зекат, да постит, да одат на хаџ, да се понашат добро со комшијата, да ги држит родбинските вези. Значи, све ова го барат и другите прописи од исламот и одредби на Аллах субхану ва таала и на посланикот салаллаху алейхи ва салем што се бара од него. Зато вели посланикот салаллаху алейхи ва салем: ма амартукум би шејин фа'ту минху мастатa'тум. Она што имам наредувано за нешто да го направите, придржете се, фатете се за него колку што можете. Што повеќе? وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَانْتَهُوا. И ако ви забранам за нешто, оставете го одма. Оставењето мој да се остави одма. А да направиш добри дела, тоа е по могушност. Колку што можеш. Зашто да речеме, некои немој да кланјат на нозе, станат. Сака да кланјат станат, само немојте. Затоа овде што ќе прави? Ќе прави колку што можат, ќе кланјат од седнат. А посланикот салаллаху алейхи ва салем или Аллах ти има направено харам да пиеш алкохол. Ова можеш одма да го оставиш. Можеш. Зашто ако си верник и му се плашиш на Аллах субхану ва таала вистинско плашење, што велиш ти? Семи'на ва атa'на. Слушнавме и се покоривме. Готово. И можеш да го оставиш. Зато Аллах субхану ва таала ти го имат забрането. Зато ти можеш да го оставиш то, зато ти е забрането. Само мој да те лажи страста твоја, нефсот твој, тој мој да те лажи, ама не дека не можеш. Кој вели дека не можам да го оставам нешто, тој лажи. Лажи. Зашто Аллах субхану ва таала не забрануваат нешто што немој да се остават. Само нефсот твој и непријателот твој, шејтанот, тие те нападват и ти му се покоруваш ними. Нефсот ти вели немој да стани за сабаот да земаш абдес. И ти не станеш. Шејтанот уште повеќе везвеси и ти се мочат на уше и ти не станеш после. Нефсот ти вели немој да одиш џамија и ти тамам не одам. Готово, зашто нефсот натре инна нефса ла аммаратун бису. Што рече Аллах субхану ва таала во сура Јусуф? Инна нефса, нефсот, душата натрешно што е кај човекот ти наредуваат за лошо. Ти наредуваат за лошо. И мора ти да правиш џихадун нефс. Мора ти да правиш џихад со твојот нефс. И некои од учењаците, и мислам дека Ибн ал-Каим рахимахуллаху таала го стават овој најголемиот џихад е овој, првиот џихад е овој, џихадун нефс. Овој нај што е најнаграден. Зашто? Се потешко е. Со џихадот се непријателот, мој да војуваш некогаш да ти испадне, мој никогаш да не војуваш со непријателот. А џихадот со нефсот,
Секој ден, секоја минута, секоја секунда. Секоја секунда можеш да земиш севап со џихадот на нефсот, тоа го правиш. А џихадот на непријателот може да се дешават некогаш, може да се не дешават никогаш. Значи, кажавме, сега сме, овие споменати точки го вклучуваат следното. Аллаховото знање, све сега ги редите оние горе, што ги кажа 1, 2, 3, сега ги накратко ги кажувате овде.